Пред да го почнеме видео, сакам да ви кажам дека ако случајно некој е чувствителен на повреди и на такви работи, ве молам не го гледате видео, затоа што има 2 до 3 слики каде што се прикажува повредата од мојата скршена нога. Здраво дечки и добро дојдовте во ново видео. Прво да ви кажам зошто немаше видео околу 2 недели. Болен сум, поточно имам алергија и малце ми е проблематично, не можам да снимам во исто време додека имам алергија затоа што ми е потечено лицето. Така да ја ќе пробам да го средам тоа. Ако сте нови на каналов, оставете subscribe, ставете лайк или дислайк, зависи како ви се свиѓа видеото. Косва ми алом, пошто само што се бањав, ама нема везе. Денешно видео, чекайте пробам. Ева, кај боље. Денешно видео ќе биде story time. Како ја скршив ногата. Тие што ме знаете дека пред неколку години вежбав паркур. Пак успеав да направам работи кои што никогаш не мислев дека можам да ги направам. И бев многу горд на себе. Ама се смени пред 2 години во 2016 на 26 март кога скршив ногата. Што се деси безетли беше, обично секоја скокаме преку ден, никогаш не скокаме на Сабајле. Ама другарчево што скокавме најмногу со него, ако гледаш видео, поздрав до тебе. Вика мајде скокаме Сабајле. Вика ајде, ама он никогаш не се буди Сабајле, ама Сабајле да зачува се разводи, ми звони и отидовме, вежбавме. И вежбавме тука кај нас у населба, ама нагоре на Кајридот има еден резервар, напуштен на едно 10 километри. Високо околу 3 метри, ние се качувавме на тоа. Ево ствари слика. И ние се качувавме на тоа и оскоре скокавме со салото доле. И се беше супер, скокавме си, вежбавме се топ. И доста беше, од 8 вежбавме до 11, вика мајка 11 ќе си одиме. И пред да си одиме, вика мај уште еднаш за последен пат да скокнеме. И стварно битно за последен пат. Скокнавме. А више бев уморен, немав ни контрола на себе, бев уморен. И кога што го скокнам, го пресвртев и лошо го свртев и кога паднав, слетав само на една нога и како што слетав на ногата, стапалото ми излезе и ми се скрши на пола коската. Е слика тука од ногата кога ја скршив. И паднав доле и првиот момент осетив болка, ама не знаев што се случува. Току паднав, само осетив што ме здобрили, не знам што се случува и се видев ногата. И кога видов сватив дека ја скршив. И само викнав гласно на другарот дека ја скршив ногата за да знае дека имам скршена ногата. И за чудо не болеше толку колку што мислев дека боли. Ама добро, кога си во адреналин не чувствуваш уште ништо. И се лежам на земја, се гледам ногата онака се држам у рака, свитка на клапната надале пола нога отидена. Ме фати малце паника, не знам што да правам, сеев на брза помош прво. Кажав кај да дојдат, ама затоа што бевме на рид, не можам да им кажам дојдете на ридот кај крушата што е лево. И кажав дојдете кај школата што е најблиску до таа локација. И со другарчево пробавме да звониме на неговите дома, ама они спија и другарчево трчаше 10 километри од ридот, од резерварот до населбата дома да ги разбуди со кола да дојат до горе. Да не беше тоа дете, немаше да имам нова денеска, така да фала ти многу брат, за секоја што должам за тоа. Веде него ми ја спаси новата. И додека беше он надоли назад и додека дојде брзата помош и сето тоа помина околу пола саат, кај што бев сам. И телефонот беше у мене. И Дамјан земав и се сликав ногата и си праќав, се фалев дека сум скршил нога. Имавме групенче тогаш, ама не ми верува, мисля дека е фейк сликата. Дојде брзата помош, ме стави во брза помош, ме несо во болница, дојде докторот, ми ја намести ногата. Местењето беше убаво, мислев дека ќе ме боли, ама не ме болеше, ми беше дури убаво како ми ја намести, како ми дојде на место онака ногата, супер ми беше. После тоа ми правија снимка, еве слика од снимката. И докторот кажа дека треба да правам операција. Правев операција, ми ставија плочка со 10 штрафа на нејза. И сега ми уште во ногата таа плочка. Лежев во болница околу 3 дена. Требаше 6, ама на третиот ми кажа дека сум добар и ми рекол да ќе едам дома. Ама не сум бил добар, они ми кажа да ќе едам дома затоа што им требало место во болницата за другија ленга. И јас се дојдов дома и после една недела на контрола кога отидов, ногата ми беше цела црна, потемнета. Тоа се беха гангрена и после тако нешто најчесто се сече ногата. Ме врати од нова болница, ми се става многу дојдоа многу доктори, ми се става многу инфузии, инекции и такви работи. И после неколку дена ми се врати бојата на ногата. Среќа. И сега имам ногата на мене. Бев на терапии, на вежби, на такви работи и сега сум добар. Прилично сум добар, но во меѓувреме во текот на овие 2 години мене ми се скршија 2 штрафа од
се скршија 2 штрафа од тие што ми беа наместени во ногата. И тоа најголемите. Еве слика тука можете да видите дека 2 од нив се скршени. И тие ми прават ногата да ме боли, да ми оттекува и да имам проблеми. И заради тоа ќе морам да направам повторна операција. Од операции, од повреди, од такви работи, здравствено немам никогаш. Правев операција на грло, скршив лакта, операција на кичма правев, скинав стомачен мускул, правев операција на ногата, никогаш не немам страв. Општо физичка болка не ме плаши, ама не знам зошто, најверојатно затоа што последната операција се искомплицира. Имам страв сега да правам оваа операција, не сакам да правам, ама морам у наредниве месеци да ја правам. Така да се надевам дека ќе биде добра операција, дека нема да имам проблеми никакви. И дека се ќе биде окей. Ако случајно нешто сторитајмов и од сликите не ви се свигаше, извинете, ви кажав дека има такви работи, ви предупредив. Ако ви се допадна видео, да ставите лайк, ако не ви се допадна, ставите дислайк и се надевам дека ќе се видиме со поредовно видео во наредниве недели. Тоа е тоа. Ставите ступи, се гледаме, дечки. Чао! Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down.